Благодарам, подпредседателке, почитувани колеги пратеници. Малце е тешко да се зборува после анкетната комисија за Пулс, меѓутоа така се поклопија овие два настана во собранието и сега сме исправени пред предизвикот да продолжиме да зборуваме околу буџетот. Многу работи се изнаслушавме во последните десетина дена околу буџетот, на широко се зборуваше на самата комисија за финансирање и буџет. Продолжуваме и тука, гледам дека од ставовите кои што ги имавме ние како владеачко мнозинство и опозицијата, гледам дека разликите не се надминати. Јас ќе се обидам денеска да зборувам за буџетот врз основа на реални показатели и во оној дел во кој што и треба да се искритикува, ќе бидам слободен и да критикувам онаму каде што е евентуално потребно да се критикува. Првата работа околу буџетот, кога го анализираме и го гледаме, треба да видиме приходната страна. Значи се предвидува еден буџет од 374,9 милиарди денари. Овој буџет од 374,9 милиарди денари е за 6% поголем од буџетот предвиден, односно од средствата кои што предвидела државата да ги собере во буџетот 2025 година. И овие, според опозицијата, овие 374,9 милиарди денари е тешко да се соберат. Тешко е да ги собереме овие средства. Меѓутоа, сметам дека овие средства се реални да се соберат, земајќи ја во предвид 2025 година, каде што имавме навистина сериозно зголемување на наплатата на царини, сериозно зголемување на наплатата на концесии. Помеѓу другото, пред неколку дена се случи една позитивна вест, а тоа е, видовме каков е интересот од граѓаните на Република Македонија при сите оние мерки кои што ги предвидува владата за самовработување, значи за аплицирање, за добивање на неповратни средства за самовработување. 6045 апликанти. Тоа значи дека 6045 граѓани на оваа држава сакаат да се самовработат токму во нашата држава. Тоа значи дека во наредната 2026 година, по основ на вработување, ние веќе можеме да очекуваме поголеми приливи во буџетот на државата. Тоа ни дава за право дека овие средства, кои што ги предвидува и ги проектира владата на Република Македонија, се остварливи. Втората работа, веќе се работи сериозно на намалување на сивата економија. Јас во повеќе наврати зборувам дека рак рана на македонското општество е сивата економија. Видете, огромни средства од 600 до 700 милиони евра на годишно ниво се одлеваат на сивата економија. Пред неколку дена прочитав еден податок од економски експерти дека таа бројка достигнува за 2025 година, има некои предвидувања, до 800 милиони евра. Значи, ние мораме да ја сузбиеме сивата економија. И оваа влада навистина прави сериозни напори за сузбивање на сивата економија. Првата работа, воведувањето на е-фактурата е една од тие мерки кои што ни возможува да ја контролираме сивата економија во државата. Второ, институциите најпосле почнуваат да даваат одредени резултати. Гледате дека вие имавме во изминативе неколку дена само на 2 пати институциите каде што реагираат за картелни здружувања. И тоа се изречени казни и санкции. Значи, ние почнуваме веќе да ги применуваме законите. Но ова не е доволно. Ние во делот на сивата економија мораме многу понапорно да работиме. Ако ние успееме за половина да ја намалиме сивата економија, значи дека сме обезбедиле дополнителни над 300 милиони евра во буџетот на Република Македонија. И оттаму ми дава за право да кажам дека овие 374,9 милиарди денари на приходната страна се реални и остварливи. Ако ги погледнете независните експерти кои што зборуваат за буџетот, ќе ви кажат дека предвидувањата на владата од пораст на бруто домашниот производ за 3,8% и проектирана инфлација на 2,5% е и текако остварливо да имаме на приходната страна да предвидиме ваков износ на средства. Каде се ризиците? Во делот на бруто домашниот производ за 3,8% во 2026 година, јас лично воопшто не се сомневам. Воопшто не се сомневам, ниту па некој експерт кој што можеме да го прочитаме и кој што зборува за буџетот се сомнева. Ова бројко 3,8 на БДП-то на државата е достижен. Јас кажувам дека имаме ризик во оној дел за 2,5% во делот на инфлацијата. Во овој дел за прибирање на средства, јас тука ги гледам најголемиот проблем. 2,5% е навистина едно
ајде да не речам тешко достижна, меѓутоа ќе мораме навистина да се потрудиме во 2026 година да ја завршиме со ова инфлација од 2,5%. И јас знам дека мерките за сузбивање и контрола на инфлацијата се страшно непопуларни. Меѓутоа, ние ќе мораме постепено да преземеме мерки и таа инфлација да ја движиме на тоа ниво од 2,5%. Ако ние успееме во 2026 година, а јас во тоа не се сомневам, да имаме бруто домашен производ од 3,8% и инфлација од некои си 2,5%, тогаш овој буџет е реален и лесно остварлив. Дури за економските експерти, дури сметам дека и малце подценет буџет сме можели повеќе да отидеме доколку овие бројки ги исполниме. Втората работа која што исто така би сакал да ја напоменам во делот на ризиците, бидејќи кажав дека ќе зборувам и за ризиците, а тоа е во делот на приходната страна каде што ние за 6% предвидуваме поголеми приходи за разлика од 2025 година. Но во 2025 година ние нема 100% да ги собереме приходите. Што значи дека оваа бројка од 6% зголемување ќе треба да предвидиме дека ќе се зголеми уште повеќе, некаде околу 12% зголемување. Значи во 2026 година не чека напорна работа, меѓутоа ако ги погледнеме сите параметри и токовите и движењата во 2025, а и светкупното заживување на економијата во Европска унија, сметам дека до ова лесно можеме да дојдеме и дека се работи за еден реален буџет во делот на приходната страна. Во делот на расходната страна јас сум изненаден денеска од дискусиите кои што ги слушав колегите од опозицијата. Во делот на расходната страна ниту еден експерт, ниту пак самата опозиција зборуваше за ненаменско трошење на средствата на комисијата. Што ни дава за право да кажеме дека се работи за навистина еден реален искоцкан буџет кој што не се расфрла со пари. Ние многу често знаевме да кажеме владата се расфрла со пари. Да кога зборувавме за буџети ненаменски се трошеле ваму, па ги кажувавме ставките каде ненаменски се трошеле. Дали приметивте сега, колеги, ниту еден од опозицијата таква ставка не даде. Погледнете буџетската расправа на комисијата. Таму ние зборувавме за зголемување на ставки. Зошто се оволку средства предвидени, дајте да се предвидат онолку средства. Префрлање од ставки во ставки, меѓутоа ниту една дискусија, ниту на економските експерти, ниту на опозицијата одеше во насока дека на расходната страна ние сме ставиле нереални трошоци. Значи владата не се однесува расипнички. Каде трошиме ние на расходната страна 414,2 милиарди евра. 116,8 милиарди се слеваат на пензии. 53,8 милиарди се слеваат на здравство, 12 милиарди се слеваат на социјалните расходи, 7 милиарди се слеваат за земјоделие. Па ајде сега да не слеваме пари за пензии. Ајде да не слеваме пари за пензии да ги намалиме расходите. Ајде да не слеваме пари за социјални поддршка на државата. Ајде да не слеваме пари за здравство. Па ние не се расфрламе, ги даваме парите онаму каде што се неопходни да се дадат. Помеѓу другото, сите граѓани на оваа држава треба да знаат, во делот на расходната страна се предвидени 74,8 милиарди денари за враќање на долгови. Па тоа не се долгови кои што оваа влада ги направи. Тоа се долгови кои што се направени од претходни влади. И сега ние нема да посочиме со прсти да обвинуваме некого. Тоа се долгови направени од наши претходни влади, кои што ние еве сега мораме да ги плаќаме. Ајде да не ги предвидиме 74,8 милиарди, да не ги враќаме долговите. Па така, многу лесно ние на расходната страна ќе ги намалиме, ќе намалиме расходната страна. Но ние на расходната страна не сме ставили за непродуктивни трошоци ништо. Целата расходна страна, 373,9 милиарди одат токму нова. На плати, на пензии, на здравствено осигурување, на социјална поддршка на граѓаните, на трансфери према земјоделие, субвенции и слично. Таму ни одат парите. Се тоа што е останува, државата, односно владата го предвидела да оди во капитални расходи. 40 милиарди во капитални расходи. И сега лесно беше во минатите години, кога во капитални расходи, кога нема да изреализирате нешто, викате чекате, нема да се изреализира во буџетот, дајте авансно ќе ги исплатиме према фирмите кои што се предвидено да градат нешто. Така лесно тоа можеше и ова влада да го направи. Сите пари можехме авансно да ги исплатиме. Ама реално граѓаните нема да ги видат капиталните инвестиции. Нема да имаме никакво добро од тие капитални инвестиции кои што сме ги предвиделе. И добро е што сега се престана со таа пракса. И затоа реализацијата на капиталните инвестиции е можеби првично гледано ниска, меѓутоа таа инвестиција е реална. Тоа се реално изградени и реално исплатени
исплатени средства. И 40 милиарди, скоро 40 милиарди предвидени за капитални инвестиции, доколку ние реално ги изреализираме, тој како добро за државата и како ќе учествува сериозно во БДП-то 3,8% на годишно ниво, кое што ни основен показател дали на приходната страна можеме да ги изреализираме овие цифри за кои што зборуваме. На крајот, бидејќи се работи за разлика, разликата е дефицит. Дефицит од 39,2 милиарди. И тоа е 3,5% од БДП-то на државата. Сега опозицијата со право критикува кога ќе каже 3,5% од БДП-то, нели требаше се симнете на 3% и слично. Меѓутоа, сметам дека граѓаните треба да им го објасниме ова на граѓаните. Прво, во Европската унија генерално е прифатен некој податок, односно прифатено е едно решение да се оди на 3% дефицит за БДП-то и околу 60% од годишното ниво на приходи на државата. Видете, тоа е многу тешко достижливо и за голем број на европски држави. Например, во Франција е 7%. Во Италија е некаде околу 6%. Знаете што ќе значи да се симнеме од 3,5 на 3? Па тоа ќе биде шок за економијата. Па ние не наследивме состојба со 2%, па да ја зголемиме на 3. Наследивме состојба со над 4%. И постепено ја намалуваме. Па минатата година беше 3,8, оваа година 3,5, наредната година јас се надевам дека ќе биде околу 3,2, за да дојдеме таму на оваа граница за која што зборуваме околу 3. Мораме постепено да ги правиме тие шокови. Не можеме тоа одеднашка. Јас пак ќе ви кажам, ајде да исечеме се и да не исплаќаме пензии. Ајде да не ги зголемиме пензиите, еве. Ајде да не исплаќаме пари према јавната администрација. Ајде према социјала да не инвестираме. Ајде да не инвестираме во здравство. Па ако сите овие работи ги инвестираме, со кои пари ги инвестираме овие? Не сме ги ставили тие пари, не сме ги фрлили на улица. Мораме да го имаме разбирањето и граѓаните мора да знаат каде се трошат нивните пари. Еве овдека се трошат нивните пари. И затоа никој од опозицијата во ниту еден момент не каже дека расипнички се трошат средствата и парите од буџетот, и тоа граѓаните мора да го знаат. Се внимава за секој денар, но парите се толку и ние мораме од една тешка состојба во која што во одредени години на претходната власт одеше во негативно БДП-то на државата. Мораме да се извадиме и тоа постепено да го правиме, да не бидат сериозни шокови. На крајот од денот ова дефицит не е, ако го искористиме како што треба, не е ништо лошо. И не е тоа нешто во економијата кое што е непознаница или сега ќе се сведеме ќе правиме суфицити. Напротив, сите држави одат со еден контролиран дефицит. И ви кажав примери како што е Франција, Шпанија, Италија, членки земји на Европската унија кои што ги надминуваат многу посериозно од Македонија овие граници. Ова буџетско задолжување кое што сега го имам, односно дефицит, се разбира како и минатите години, и сега најголемиот дел ќе се финансира од задолжување спрема странски и домашни компании, односно спрема странски и домашни банки. И тоа не е нешто што не го прави ниту една држава во светот. Напротив, сите така го финансираат својот буџетски дефицит. И добро е што ќе се задолжиме со многу поевтини и поповолни кредити од она што се задолжил некој пред 5, 6 или 7 години. И тоа е добро за државата. Со овие пари, повторно ќе кажам, ние со овие пари се раздолжуваме некој што претходно се задолжил. Ама ете, теретот припаднал тука и така и ќе биде и понатака. И во иднина не сме завршили тука со раздолжувањето 2026. Повторно ќе ни стаса кредит кој што не сме го земале ни во 2027 година. И пак ќе треба вака да го покриваме и да го плаќаме. Нема друг начин. На крајот од мојата дискусија, поидејќи кажав дека ќе зборувам за одредени ризици, ќе кажам и за два сегменти, елементи од буџетот кои што на мене не да не ми се допаѓаат. Средствата се тие, меѓутоа во иднина ќе мораме да повнимаваме да го зголемиме инвестирањето во тие подрачја. Првиот дел е земјоделието. Мораме ние да одиме малце со поголема, да речем, со поголемо инвестирање во тој сегмент. Зошто? Сите предвидувања кажуваат дека храната во иднина ќе се зголемува. Не во Македонија само, во целиот свет. И тоа процентуално храната ќе се зголемува како продукт највеќе. Повеќе ќе се зголемува процентуално и од металите, повеќе ќе се зголемува и од електрониката, и од високата технологија. Од се повеќе и од енергенсите ќе се зголемува храната. Па мораме ние малце поагресивно да почнеме да финансираме во тој сектор. Мораме. И затоа јас кажам дека во иднина средствата се сега толку, но во иднина мораме
малце повеќе да финансираме во овој сегмент. Неопходно ќе биде, бидејќи ќе не дојде тамо 2030 година, ќе се чудиме што не snašao ако сега не финансираме малце повеќе. Тој сегмент мораме во иднина да го покриеме. Добри се напорите на владата, го одржуваме земјоделието, наследивме една состојба која што беше хаотична, со неисплатени плати према јавни предпријатија, со 1 милиарда непредвидени воопшто средства за субвенции, со институции кои што беа на работ на колапсот на функционирањето и работењето, но мораме со поагресивна финансиска политика кон овој сектор. И последната работа која што би сакал исто да истакнам во овој контекст, тоа е околу администрацијата. Ние мораме да сватиме дека администрацијата е двигател на оваа држава. Ниеден министер не седнал да напише закон, да се разберем. 90% од министрите, јас ви кажам, не ни знаат да напише закон. Не знае. Не ни треба да знае, тој треба да ме наджира. Има кој тоа го работи. Ама овие кои што го работат, тие мора да бидат платени. Пошто ако не ги платиме ние тие што работат, како администрација доле, се само уништуваме. Мораме да внимаваме на тие луѓе. Тие се тие кои што се двигатели, не само во Македонија, во целиот свет. Тоа е оној така наречен трет ешалон. Тоа креира политиката. И ние кои ќе застанеме и ќе кажеме, видете вака, превише пари се даваат во администрација, превработена е, нема лоши услуги, има, да, сето тоа држи вода. И затоа владата презема мерки за реформи во администрацијата. Но паралелно со мерките за реформи во администрацијата мораме да размислуваме и за плата на таа администрација. Пошто кога ќе се разболи некој надвор од ова сега, кога ќе се разболи некој, оди кај најдобриот доктор, ама добриот доктор е платен. А ние ако почнеме и ги си минјаме платите и идеме со ставовите дека администрацијата не треба да биде толку платена, тогаш ќе добиеме и таков квалитет во администрацијата. Значи се само уништуваме. Добри се мерките на владата, добро е проектиран буџетот, добри се намерите кои што ги имаме во наредната година, меѓутоа мораме да повнимаваме и на ова прашање. Така да ако мене лично ме прашате, не мора да зборуваме дали буџетот е развоен или неразвоен. Се работи за еден реален буџет кој што врши фискална консолидација на државата и кој што врши стабилизација на државата. Тоа е многу битно. Доста е веќе со нереални буџети кои што на крајот од годината гледаме дека не се оствариле во ниту еден сегмент. Доста е веќе со буџети кај што ние ќе предвидиме средства, а на крајот од годината нема да ги видиме тие средства. Доста е со ветувања кои што граѓаните не ги гледаат. Реален буџет, стабилен буџет, стабилна држава. Мораме овој буџет да го поддржиме, бидејќи токму ова и го обезбедува. Благодарам.